По победата на Злетовскиот маскенбал, маската Злетовски рудари ја освои повеќе члената жири комисија и на Пробиштипскиот маскенбал кој се одржа вчера на ракометното игралиште. Со ова Злетовските рудари се здобија со право на учество на еден од реномираните карневали во земјава. Ја отправме како идеја најправо маската Злетовски рударчиња, бидејќи ние потекуваме од овој пробиштипски крај, како што знаеме рударски крај, и мислам дека идејата ни беше на право место. Се спремавме една недела, учениците сами си набавија опреме што им треба, шлемови, одела и маски. Извежбаа со моја помош, го освоивме првото место во Злетово, сега мислам дека и заслужено го освоивме првото во Пробишти. Што по натаму? Па натаму сега мислам дека учествуваме на прилетниот и на студентскиот маскенбал наредната година, ќе се спремаме уште подобро и мислам дека уште подобро ќе представиме општината и во Прилеп и Струмица, па дај Боже и прво место во Македонија, зошто да не. Изјави менторот на маската, професорот Јован Јаневски. Вечер за паметење приредија пробиштипјани на неголемата забава под маски, која траеше околу 2 часа. Местото на настанот, ракометното игралиште, наликуваше на свет во мало. Втора година поред како на Пробиштипскиот маскенбал, покрај учениците од училиштето од градот, имаше учесници од други градови од земјава. Околу 700 маскирани лица од Прилеп, Велес, Штип, Чешиново, Облешево, како и градот домакин, беа дел од Пробиштипскиот маскенбал 2014. Тие преку нивните маски упатуваа пораки, го враќаа времето, патуваа во иднината и презентираа многу култури, историја, реални настани, ликови. Годинава маскенбалот воведе новина, ги награди и гостите маски кои минатата година настапуваа во ревијалниот дел од маскенбалот. Во оваа категорија првото место го освои штипската маска Петар Пан. Па ние сите заедно размислувавме некоја интересна маска и дојдовме сите заедно до идеја дека добро ќе биде Петар Пан и Звончица. Да. Интересно, исто одговара на децата и од филмот, од цртаниот филм, им се допаѓа и така. Како и минатата година, така и годинава, маскенбалот започна со дефиле, кој траеше околу 40 минути по Пробиштипските улици. Тргнувајќи од градската црква по главната улица, маските пристигнаа на ракометното игралиште, место каде се презентираа пред насобраната публика, која и годинава ја имаше во голем број. Тоа што почна како најава на маскенбалот беше минатогодишниот победник, маската Стадото овци, а секако не изостана и учеството на познатиот кај најмалите, кловнот Нино. Со своите другарчиња приредија своја програма од 3 минути како загревање пред ревијалниот дел од маскенбалот.